За Охридското муфтивство единствен поглавар на исламската верска заедница е Сулејман Реџепи. Ние ќе одиме со успеси на чело со духовниот лидер на оваа институција, Реисул Улема Хаџи Сулејман Ефенди Реџепи, така како што имаме курански и пророчки проповеди, стои во објавата на официјалната фејсбук страна на муфтивството во Охрид. Пишува и дека ги осудуваат сите оние кои ги ставиле своите раце врз Иваза, со цел да ја уништат и бараат, како што стои, веднаш да престанат игрите на поединци околу исламската верска заедница. За веродостојноста на оваа информација побаравме став и од охридскиот муфтија Самет Хајдари, кој телефонски кажа дека за нив единствен легитимен поглавар е Сулејман Реџепи. Го прашавме дали ваквиот став е поврзан со поддршката која ја добија од Реџепи за изграда на 32-метарското минаре во Охрид, но не сакаше да коментира. Сулејман Реџепи, кој неодамна изјави дека реставрацијата на Али Пашината џамија во Охрид и изградата на 32-метарското минаре за исламската верска заедница е завршена работа, по обидот да биде сменет од функцијата поглавар, јавно порача никој да не ја чепка Али Пашината џамија, оти тоа ќе ја прелее чашата. Според него политиката е таа која засадува омраза меѓу верските заедници. На ова преку Фејсбук се огласи од совест. Зарем политиката не е единствена која со своето неделување пречутно поддржи градење на вашата дивограда од 32 метри, со кој преку верските сакате да ги јамнувате и вашите посе изгледа дебели коруптивни интереси. Нема да дозволиме провокација со Али Пашината џамија, порача од совест. Изградата на 32-метарското минаре на Али Пашината џамија ги влошува меѓуетничките односи. Верската нетрпеливост која е изразена на социјалните мрежи лесно може да се прелее на улица. На социјалните мрежи врие, граѓаните повикуваат на масовни протести.